Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате вториот дел од книгата Некои карактеристични црти на исламот. Некои карактеристични одлики на исламот беа предавања на Хазрети Мирза Тахир Ахмад, Халифатул Месих IV, за благословена меморија на Универзитетот во Камбера, Австралија. निगाहों ने तेरे मुझ पर किया ऐसा फसोसा की. Една вечна религија. Друга карактеристична особина на исламот е тоа што не само што го прогласува својот универзален карактер, туку ги поставува тврдењата дека е вечна, а потоа продолжува да ги исполнува предусловите на таквото тврдење. Например, пораката може да биде вечна само ако е целосна и совршена во секој аспект, а исто така е загарантирана во однос на веродостојноста на нејзината содржина. Со други зборови, нејзините откриени книги треба да носат божествена гаранција против човековата ревизија и препишување. Што се однесува до учењата на честниот Куран, самиот Семоќен тврди во него: денес за вас јас ја усовршив верата ваша и ја надополнив својата благодат кон вас и го избрав за вас ислам како вера. Заштита на честниот Куран. Како што веќе реков, за учењето да биде вечно, не е доволно само таа да биде целосна и совршена, туку дека треба да постои и гаранција за нејзино трајно зачувување во нејзината оригинална форма. Честниот Куран со задоволство го исполнува овој основен услов, а оној што го испрати честниот Куран го прогласи со најјасни зборови дека на вистина ние ја објавивме оваа опомена и ние на вистина ќе ја чуваме. Со други зборови, самиот Бог ќе го заштити и никогаш нема да дозволи некој да си поигрува со него. Еден метод за зачувување на текстот во согласност со Божјата волја, од секогаш постоеле луѓе кои напамет го учеле текстот на честниот Куран и го зачувале во меморијата. Оваа практика продолжува и до ден денес. А основната мерка за зачувување на вистинската суштина на пораката е Божјата практика за назначување водичи, реформатори и преродбеници во подоснежните векови. Тие би биле нарачани како духовни водачи од Семокниот и под неговото Божјо водство би ги решило разликите и контраверзите меѓу следбениците на исламот, со што ќе се зачува вистинскиот дух на честниот Куран. Се разбира, се поставува прашањето дали куранското тврдење за нејзино зачувување е исто така подкрепено со доверливи докази. Одговорот на ова прашање лежи во фактот дека има голем број на немуслимански истражувачи кои и покрај самите нив не успеаат целосно да покажат дека текстот на честниот Куран е избришан на најмал начин по смртта на честниот пратеник салаллаху алейхи веселем на исламот. Всушност, има многумина немуслимански истражувачи кои се чувствувале присилени по нивните обемни пребарувања на ова поле, отворено да потврдат дека честниот Куран навистина бил зачуван и заштитен во својата оригинална форма. Например, сер Вилијам Муир во своето дело Животот на Мухамед вели: можеби, според најсилната предпоставка, да потврдиме дека секој ајет е оригинален и непроменет состав на самиот Мухамед. Исто така, постои сигурност, внатрешна и надворешна, што го поседуваме текстот кој самиот Мухамед го даде и го искористи. Нолдек е вели: може би имало и малку грешки, но честниот Куран на Осман не содржи ништо освен оригинални елементи, иако негде со многу чуден редослед. Напорите на европските научници да докажат постоење на подоснежни интерпелации во честниот Куран не успеале. Завршена религија. Што се однесува до специфичното и уникатно тврдење на исламот дека учењата на честниот Куран се целосни и совршени
и се целосно способни да го водат човештвото во сите времиња, и тоа е целосно способно да го води човештвото на сите возрасти и исто така е целосно поддржано од разумот. Не е можно во краток временски период детално да се занимавам со оваа тема и морам да се ограничам на кратко упатување на некои водички принципи и илустративни примери. Прво мора да размислиме како исламот успева да ги исполни барањата на времето, што се менува спречувајќи ја потребата за било каква ревизија во неговите учења. Навистина е фасцинантно да го проучувам практично водството на исламот во овој поглед, за кое сега ќе ставам само еден примерок пред вас. Исламот ги изрекува само основните принципи и се воздржува од припишувањето на такви детали што треба да варираат за да се справат со промените на времето и ситуациите. Исламот е целосно свесен за интелектуалната, социјалната и политичката еволуација на човекот и неговите учења се грижат за сите можни ситуации. Тоа не само што го препознава фактот дека се случуваат континуирани промени и развој меѓу народите, туку и реалноста дека не сите луѓе се во рамки на нивната состојба на развој во одредено време. Например, можно е земјата да остане делумно населена од луѓето од каменото време, а некои групи и племиња може да останат уште 1000 години зад нашата ера и покрај тоа што се наоѓаме во ист временски период. Нивната интелектуална, социјална и политичка состојба може навистина да припаѓа на ерата што останала зад нив. Сигурен сум дека сите ќе се согласиме дека ќе биде најголема глупост да се принудат модерните политички идеологии над домородните жители на Австралија или пигмеите на Конго. Исламот е религија што е во согласност со човековата природа и ги исполнува сите човечки потреби. Не е неопходна промена во неговите учења, освен ако не се случи и фундаментална промена во човековата природа, перспектива што целосно може да ја отфрлиме. Ова беа неколкуте аспекти на принципите на исламските учења. Сега ќе разговарам за нив малку повеќе, за да може моето предавање да се разбере поцелосно. Зекат наспроти камата. Исламот ја осудува каматата во сите своји облици и силно повикува на нејзино целосно отфрлање. Мотивот што го придвижува економското тркало, а стои наместо каматата, се нарекува зекат. Очигледно, не можам да ја разгледувам детално оваа тема во времето кое е предвидено и затоа ќе кажам неколку збора за начинот донесен од честниот Куран, за да ја представи суштината на неговите учења во оваа важна сфера. Зекат е систем на оданочување на капиталот, кој богатите треба да го дадат. Освен исполнување на барањата на државата, овој данок е наменет да ги задоволи потребите на сиромашните. Со други зборови, овој систем не само што ги исполнува барањата на владината машинерија, туку гарантира и исполнување на барањата за социјална заштита. Се што е сторено е да се постави основниот принцип, оставајќи им на оние со увид и разбирање да ги решат деталите во согласност со условите што преовладуваат во одредена околина во дадено време. Честниот Куран вели дека во богатството на оние кои поседуваат повеќе и над нивните основни потреби е и делот на оние кои не се во можност да ги задоволат своите основни потреби и се сметаат за лишени од нивната околина. Ова јасно утврдува дека е право на секоја личност да има одредени основни неопходни животни потреби, што му се обезбедени во секоја земја и општество, а оние што се одговорни за исполнување на оваа обврска се оние кои поседуваат повеќе од нивните основни потреби, оставајќи на државата да донесе одлука за модусот операнди, за да обезбеди еден правичен систем, кој воедно ќе биде праведен и соодветно ќе ја исполни својата основна цел. Насоки за политички прашања. Друго поголемо меѓународно прашање со кое се соочуваме денес е прашањето за определување на формата на владата за даден регион или земја.
И овде, водечките принципи на исламот се толку релевантни, тешки и еластични, што нивната вистинитост и практичност се самостојни. Никој не може да одрече дека одреден облик на влада, која се смета за соодветна или несоодветна, само ако се применува во одредени услови, не е во состојба да се замисли дека одреден политички систем може да ги исполни потребите на сите луѓе за сите времиња. Ова е причината зошто исламот не представува одредена влада. Ниту представува демократска или социјалистичка форма, ниту препорачува кралство или диктатура. Наместо да се залага за методите за воспоставување влади, исламот го заговара принципот на водење на политички и владени работи на специфичен начин и го наметнува условот дека, без разлика во каква форма, одговорностите на една влада секогаш ќе бидат одземени праведно и правично, со жалење, но секогаш со исполнување и почитување на основните човекови права. Така, наместо да го потенцира првиот сегмент на општо прифатена дефиниција за демократија, тоест владата од народот, исламот потенцира дека каква и да е форма на влада, таа во сите случаи мора да биде за народот. Значи, кога демократијата се споменува помеѓу другите форми на управување, вистински акцент е ставен на неговиот квалитет. Нагласено е дека не треба да биде шуплива демократија, туку дека оние што ги избираат своите владетели треба да бидат компетентни луѓе, мотивирани во цела искреност да ги изберат само оние што се навистина соодветни и соодветни на задачата. Ова е направено како предуслов за какви било избори на власт од страна на честниот Куран. Навистина, Аллах ви наредува довербата да ја давате на оние кои имаат право на тоа и кога владеете меѓу луѓето, да владеете со правда. А сигурно е многу добро она што Аллах ви го советува. Аллах се слуша, длабоко гледа. И тогаш, каква и да е влада која е воспоставена, е должна праведно да управува, без никаква дискриминација на раса, боја или вера. Сега накратко ќе ги сумирам правилата што произлегуваат од основите дадени во честниот Куран за секој систем на владење. Владата е должна да ги заштити честа, животот и имотот на својот народ. Еден владетел секогаш мора да постапува праведно меѓу поединци и меѓу луѓето. Националните работи треба да бидат решени со консултации. Владата мора да се договори да ги исполни основните потреби на човекот, тоест да му обезбеди храна, облека и засолниште. На луѓето треба да им се обезбеди мирна и безбедна околина, а нивните животи, имот и чест да бидат заштитени. Економскиот систем треба да биде правичен и уреден. Здравствената заштита треба да се организира. Треба да преовладува целосна верска слобода. Над победениот народ мора да се постапува праведно. Воените затвореници треба да бидат третирани со сожалување. Преговорите и договорите мора секогаш да се почитуваат. Непостоечките договори не смеат да бидат наметнати на послабите. Муслиманските поданици се повикани да ја почитуваат владата која е на власт. Единствен исклучок од ова правило е случај кога власта очигледно се спротивставува и ги спречува извршување верски должности и обврски. Ако се појават разлики со владетелот, тогаш тие треба да се решат во светло на принципите изнесени во честниот Куран и од честниот пратеник салаллаху алейхи веселем. Во никој случај не смее да биде заведен од себишни мотиви. Луѓето се повикани да им помагаат на властите преку поддршка на стратегии кои имаат за цел да промовираат општо добро и благосостојба. Забрането е да се формираат така наречени некооперативни движења. Слично на тоа, владите се должни да им помагаат на граѓанските здруженија, индивидуално или колективно, и да не ги спречуваат ваквите настојувања. На моќна земја и се забранети сите форми на агресија против друга земја. Употребата на оружје е дозволена единствено во самоодбрана. निगाहों ने तेरे मुझ पर किया ऐसा फसूसा की के दिल में जोश वहशत है तो सर में है जुनून सा की
तो सर में है जुनून साकी. Денес го завршивме вториот дел од книгата Некои карактеристични црти на исламот. Еселаму